Долни Дисане пред се познато како место со најубавото вино, најубавиот мед. Кога работам кај пчелите, секогаш околината околу пчеларникот проверувам дали има некој рој, некоја пчела избегана, фатена на некоја дрво, но исто забележувам, знам дека таа површина е исто богата со фосилни остатоци, па секогаш обично пронаоѓам дел од овие фосили. Фосилите се појавуваат пролетта или есента, овде има обилни дождови. Од тие дождови, таа ерозија на земја, се појавуваат овие фосили. Се јавувам исто во Природонаучен музеј, им праќам фотографии, ако е нешто интересно, го зачувам и потоа тие доаѓаат и професионално го искупуваат тој дел. Се случува да речеме овде во зградата има еден човек што нашол толкова парче од клјова од мастодон. Најдов и дадов. И каде е сега тоа? Тоа е во музејот. И тоа е добро. Пред 2 години најдов клјови, бивни од многу редок вид на слон, и они беа пресреќни. Значи специфична форма има и е така плоскавест, не е кружен како кај другите мастодонти. И беа презадоволни. Се надевам дека во иднина ќе најдеме уште повеќе. Уште животни што се претпоставуваат дека ги имало овде, а досега не сме ги пронашле, но Дисане толку богата со фосили, ја мислам дека прашање на време кога ќе ги откриеме. Пред 20 години за прв пат пронајдов фосили. Се јави во Природонаучниот музеј на Македонија. Во тоа време палеонтолог во Македонија беше познатиот професор Ристо Гаревски. Подоцна продолживме со Билјана Гаревска, единствениот палеонтолог во Македонија во моментот. Од горе? Мислам дека горе почне да име доле, ќе треба нагоре да се. Така? О! Ајде. Дојди. Со копач? Да, дојди. Ево, ова, Ванус. Лани тука најдовме череп, горна вилица од јувенилен слон, фосилен, мастодонт. И би сакала да проверам останати фрагменти и евентуално други животни, пошто не е секогаш само едно животно, вообичаено се на куп. Као најголема желба е нели да се најде дел од месојадните животни од пикермиската фауна, што тука се голема реткост, значи имаме само еден примерок. Друга желба е да се најде грекопитекусот. Тоа е фосилен мајмун, стар 7,2 милиони години, кој што е веќе познат за постпикермиската фауна во Грција, Бугарија го има и постпикермиска фауна во Турција го има. Локацијата поради која што копаме тука е поради седиментацијата на почвата, која што е многу слична со теренот што го работат колегите во Бугарија, каде што и токму го најдоа тој грекопитекус. Последна желба е да се заштити овој локалитет со закон, дека ова е локалитет со природни реткости. Ова копче од вчера го мислам, многу е шарено и интересно. Па извади го шо? Ова. Сигурно некоја копче, ма како бојата е. Тоа што ние го бараме се најчесто заби, по нив се прави детерминација на видот, рогови, доколку животно ги поседува. Не знам, најубаво е кој ќе најдеме цел череп, дефинитивно. Иако е ретко, меѓутоа ги наоѓаме тука. Стој. Да видиме шо е сега. Марко, запад мастодонта? Марко? Стој? Не, стој. Овде има цела вилица. Од каде излезе грутката? Од тук. Ево од овде. Ево таму. Од дола излезе, ето Стој. Ево. Стој. Ова е добро. Тоа мене ми личи на мастодонтски зап. Браво. Бебе. Јувенилен. Ама еве и ова личи така. Интересно. Овој, знаеш, ова е млечен. Овој уште не е излезен.
Ај, бебе. Па да, така Ама еве, некако. гледаш, и овие се малечки. Чек да Не, земам не, ама ова леп- не е од А, тоа. не е од тоа? Дај ми го малце од летото. Да земам лепак тогаш. Оди земи од кај Дарко лепак. Конкретно за овој простор пред 7 до 9 милиони години се смета дека има почетоци на формирање на слатководните басени. Тиквешкото езеро е, нели, е како еден остаток од тие доцно миоценски, почеток на плиоценски езера. Вистинска савана. Тука живеат газели, антилопи, жирафи, мастодонти. Сега во однос на нивното масовно изумирање баш тука на просторот, има хипотеза која што вели дека од големи пожари животните барајќи го спасот во езерото таму и се удавиле. Супер. Таман, до тука. Е, ова е. Да. Тоа е инцисив од бовид. Да. Предни заби. Овие се од конј. Тоа е со Хипарион конј, се. Да. Стави ги тука во кесичка или ондека јас ги соберам на сонце да се исушат, па после ќе ги соберам на куп. Ене ги овците ги најдов. Ене го и овчарот човека го најдов. Не се колеги. Да, колега и овој. Он си ги чува животните, ние ги копаме. Покасно ќе дојде и тимот од Бугарија. Професор доктор Николај Спасов, тој е мојот ментор, ќе дојде со него неговата соработничка геолог, палеонтолог Латинка Христова. Николај е мојот ментор од Софија. Веќе 6-7 година поред работиме заедно тука на терен. На повеќе локации имаме работено, меѓутоа последните 2 години сме само на оваа локација, бидејќи изобилува со материјали и штета е да се остави така. Извади го. 31, 2, 3. Чекајте да видам. Каде? Ова. Конј. Ќе го сликам? Конј. Да ги мачкаме, не? Кој игра? Добро. Тоа е Тоа конј. е конј. Тоа е некоја антилопа. Чекај да видам. Тоа е само еден зап овде или оди надоле? Тука има уште еден конј. Аха. 2, 3. Да го вадаме. И ова е вилица. Тоа некако Латинка ќе дојде после, она е експерт за коњи, она ќе го вади. Видиш овдека е цела зглобна коска. Да. Улна, Марек улна има овде. Ова е од петата кај... Кај хиперионот? Да, кај хиперионот. Да. Да. Ајде екипа. Добро дојдовте. Како сте? Ето ни, живи и здрави. Драго ми е. Професорот Спасов е еден најголем ентузијаст што сум го запознала во животот, голем влюбеник во природата и во палеонтологијата. И драго ми е дека соработката трае до ден денеска и ќе трае понатаму. Има и плюс запчиња, вие се од кај него. Не, тие се од мастодонтот, а овие се одделни заби кога Ванчо кога тргаше земјата и како излегуваа запчиња, така ги собиравме. Има еден интересен вчера што го најдовме, жирафа. Го имам слика. Ама тој е кај Маријан дома.
Тоа мислиме дека е жирафа. Ами, прилича, ама сигурно е млечен зъб. Щом толкова къс. Голем е. Да, Не, гледам, по-голем долу е. беше од трагопортакс, ама не бевме сигурни. Лати, ето тука има за тебе. Хипариончиња има многу. Горе видях, че има името поди. Има, да. Има и едни рокчиња, вчера излегоа, ама само лепило им ставивме и ги оставивме за денеска. Не се извадени, на другата страна се. Тие се од денеска сите. Само ги вадевме овака цели, за да ги чистиме во музеј, да не ги оштетуваме, да. Е дребно. Професорот Спасов исто така комуницираше и со мојот дедо, професор Ристо Гаревски. Исто така голем ентузијаст, влюбеник во природата и во палеонтологијата. Мислам дека тоа е човекот кој што најмногу ја афирмираше палеонтологијата во светски рамки. Неговите публикации се познати по соработката со многу светски имиња од палеонтологијата. И исто така имаше доста соработка со Природонаучниот музеј од Софија и со професорот Спасов. Јас дури ги чувам нивните преписки искуцани на машина, кои што се многу интересни од тој период, нели сега е полесна комуникацијата. Меѓутоа, знаете, во тоа време го куцате писмото, па го праќате преку пошта и тоа е еден голем спомен од комуникацијата помеѓу нив двајца. А това не е ли от черепа? Тоа е од черепот, да, и затоа го оставивме така, затоа што не знаеме дали има череп навнатре и само му ставивме лепило на рокчето да се зачува. Може от другата страна Може од другата страна да има рок. Значи може би череп. трябва да се изкопае дълбоко и да се вземе с гипс. Да. Хората винаги са се интересували от своята история, най-вече. И затова всяка останка, която може да ни покаже нещо от нашето далечно минало, е важно. Ако си представим една такава природна обстановка, в която са живяли и грекопитеци, и хипариони, и жирафи, и газели, съвсем ясно е, че на много газели, и жирафи, и хипариони могат да е имало няколко от тези същества. Затова шансът да се намери не е много голям и затова трябва много работа и на малко късмет. Мислам дека нема шарка и имам ист таков зап од таму од кај што е прасето. Го собрав првиот ден. Ист, само зап. Няма никаква шарка. Нема никаква шарка, да, кај Марија ни дома. Да не е орниторопче. През 2007 година с професор Жарац открихме едно зъбче, което се оказа предкътник на пред човека, мога така да го нарека, грекопитек. Това се случи в България, в местността Азмака край Чирпан. И от тогава ние продължаваме да търсим това същество. Някои от видовете хоботни животни, намерени тук, би трябвало да говорят за същата възраст, на която е грекопитека. И си казах, че има голям шанс да намерим това същество и тук. Грекопитекът вероятно е първият предчовек, защото белезите, които се намират в тази челюст и в този зъб, показват белези на тази група видове, които върват в посока към човека. Така наречените хоминини или предчовеци. Че се смята, че цялата човешка еволюция и предчовешка еволюция е тръгнала от Африка. Ето обаче, че ние намираме аргументи, и то силни аргументи за това, че може би първите стъпки не са в Африка, а са по източното Средиземноморие, и то най-вече на Балканите. Ако това бъде твърдо доказано, това ще е поврат в представите на учените за това, откъде тръгва човечеството. И може би е точно така, може би не случайно цялата човешка цивилизация тръгва от Балканите. А преди това, може би, и първите предчовеци, милиони години преди това. Ова веќе има научна вредност. Да.
Сега ќе да е ова некој херолофодон. Ова ќе се конзервира во музеј. Океј, тука толку. Не фрлам некој зап. И оттам ли вали? Ти, ајде, индијанските тие ритуали. Против дожд, не за дожд. Ајде гледам. Горе? Да. Абе, цела ќе ја урнеме. Пази. Цела ќе ја урнеме се додека не излезе череп некој нешо Грекопитекус. 7 години се бара Грекопитекус. Вчера намерихме долна челюст от Ориктеропус. Ориктеропуса е животно, което днес живее в Африка. Той е доста едро животно с много мощни предни лапи с ногти и разравя термитниците, храни се с термити и с мравки въобще. И това животно, което днес се смята за африканско, всъщност някога с други видове е живяло на Балканите. И тук намерихме за пръв път в Македония този вид, че също е съществувал много по-малко от 7 милиона и 200 хиляди години. И това ще се окаже със сигурност един от най-късните, може би най-късният живял тук. Блок со фосили е ова. Значи има мешавина од коски, има долна вилица од конј со 3 прсти, има долна вилица од една повозрасна антилопа. Меѓу има и дополнителни коски кои што не можеме да ги видиме во моментов. Па така да најдобро ќе биде како за последен ден на терен да не го расчепкуваме многу, туку да го гипсираме и како блок да се однесе во музеј. Палеонтологијата е склоп на науки, не е само... Точно е дека е биолошка дисциплина. Меѓутоа, покрај познавањето на биолошките видови, посебно изумрените, нели, тоа е најбитниот дел, изумрените животински видови, треба да се познава и геологијата и стратиграфијата на теренот. Тоа е битен момент за да знаеме во кој слој треба да ги најдеме фосилните животни. Ке се навратам на неколку пати. Заштитата на палеонтолошките локалитети како локалитети со природно наследство е најголемиот предизвик. Меѓутоа, за да тоа сето биде така, мора да биде подрачјето добро истражено. Сега има и други подрачја кои што не се истражени. Штом сметаме дека тука сме доистражиле и сме ги исцрпеле информациите палеонтолошки од овој локалитет, доколку се исцрпени, би можеле да се пренасочиме на друг палеонтолошки локалитет.
Аз през цялото време си задавам въпроса, защо за 5 години работа и извадени толкова много кости от чифтокопитни, нечифтокопитни, хоботни животни, не можахме да намерим нито един хищник. Това е изключително странно. Вероятно на километър или половин километър от тук са били хищниците, които минават в други за тях, по-важни за тях места. И в момента предполагам, че единствената причина е тази някаква обстановка, която не е благоприятна за тях. Но сигурно ще намерим кости на хищници. Няма как. Дел од денешните пронајдоци се дефинитивно оние со кои ќе се гордееме. Најдени се сосем случајно при истражување на теренот во тој правец, а некои си можеби стотини на метри во еден канал низ кој водата од дождовите се слева. Токму во слојот со глина, веднаш после под земјата ги најдовме токму овие фрагменти од коските, од животните. 2 или 3 заба од едно праисториско мајмунче. За до година планот ќе биде токму истражување во таа насока, во тој дел. Не, но овдека имаше површински многу интересни работи. Имаше фрагменти од бивна. Горе ли? Да, сега кај што бевме со Марко. Никогаш до сега не е копнато. Да, таму не е Да, чепнато ич. Тој најверојатно и дождот што врнеше пред некој ден малце ги подспуштил. Черепът на тетралофодона не е ли също някъде Тоа е там? овде, да. Сега Ова, Маријан малку вика пониско. дека е тука, јас мислев дека е таму, баш кај тој дол, каде што бевме сега. Той може би се е сринал насам. Той е бил в голям къс или как? Не знам, ама тој има по-различна фосилизација од овие тука. Многу подсврста. И аз така се мисля. Не се знае точно откъде е дошла, Да. а водата го е влачила. Вода е причина на копането. И остава черепа на носорога, който е неизвестно откъде. Да. Тој не се знае откаде, ама фосилизацијата е иста како на тетралофодон. Да. И многу се цврсти за разлика. Сигурно долът. Да, за разлика слоја. од овие што ги вадиме тука се порозни, мора да ги внимаваме повеќе, а тие се многу цврсти. Ние това го наричаме цялото Змиовец 2, но дали там нивата са едни и същи, трудно да се каже. Въпреки, че тези хълмове са се издигали след това и може би едно и също ниво. Може. Ќе да знаеме следната година. Да. Палеонтологията е преди всичко страст. Това е желанието да се върнеш в миналото и да разкриеш, както на децата се разказват приказки, да разкриеш една приказка за големи хора. Какво е било миналото преди милиони години. Палеонтологията в крайна сметка е едно приключение, защото търсиш твоето съкровище, което не е в златни монети, а е в нещо друго и обикновено успяваш да го намериш. Ако човек много иска нещо, той го постига.